Дали знаете дека укажувањето на светиот апостол Павле во едно од посланијата кон римјаните, во кое се вели «Вашите кипови ќе станат обични камења», во вистинска смисла на зборот, се оствари во манастирот Успение на Пресвета Богородица на Трескавец. Тоа е еден од најзначајните средновековни монашки центри на Балканот од крајот на 12-тиот и почетокот на 13-тиот век. Распослан е меѓу карпите под Златоврв, во прекрасна живописна околина на 1280 метри надморска височина и плени со својата грандиозност, убавина и амбиент исполнет со најразлични карпести форми, кои комплексот го прават особено впечатлив, а гледката оттаму неповторлива. На западниот зид, во горната зона од црквата, е вградена една мермерна статуа од римски војник во хитон. Христијаните при изградбата, предпоставувајќи дека таа не е ништо посебно и повеќе од градежен материјал, ја искористиле во зидот. И со тоа практично се обвистиниле зборовите на светиот апостол Павле. Вашите кипови ќе станат обични камења. Дали знаете дека во црквата Свети Петар и Павле во Зрзе се наоѓа оштетена фреска на која е насликано овчарче во стара македонска носија? Фреската е поврзана со легендата за овчарчето кое го спасило манастирот од плячкосување. Кога арнаутите дошле пред манастирот сакајќи да го разурнат овчарчето за да го спаси, се спротиставило. Затоа тие го заклале, и тоа парче по парче. Во моментот кога тоа го правеле, дувнале силни ветришта и бидејќи тие биле дојдени со коњи, коњите се вознемириле и се исплашиле, па почнале да се симнуваат надолу по патот. Арнаутите се вратиле назад по коњите и планот да стигнат до манастирот им пропаднал, благодарение на жртвата на овчарчето и на Божјата волја. Народот и монасите, кога виделе дека на тоа место е пролеана невина крв заради манастирот, трите страни ги оградиле со еден зид и бидејќи тогаш биле петровденски пости, изградиле и црква, која ја посветиле на Свети Петар и Павле. Немале многу пари, па го насликале само олтарот, но не заборавиле во него да го насликаат и овчарчето. Во спомен на тој настан, кога луѓето одат да ја посетат таа црква и да запалат свеќа, велат, ајде ќе одиме во онаа чобанската црква.